Духот на Скопје 2014 демне врз Карпош. Не е барок, ама е бетон. Една од последните урбани зелени населби е позакана. Граѓаните на Карпош 4 се чудат зошто на ова место, наместо парк, треба да никне фонтана. Лулашките се извадени, се спрема терен наскоро да започнат и градежните активности. Ова паркче не е единствено, туку едно од многуте загрозени од плановите на администрацијата водена од градоначалникот Стефче Јакимовски. Тендер по тендер, оглас по оглас. Парковите стануваат згради, а тревниците плоштади. Полудецениското зеленило го зафаќа масовна бетонизација. Овој парк во Карпош 4 е овде откако постои населбата. Сега ќе биде плоштад. Но соседите даваат отпор. На зелениот Карпош нема да му дозволат да му се случи центар. Ова е втор наш поголем собир, првиот беше во март. Уште стоиме на ставот дека зеленило имаме, не ни треба бекатон врз зеленило. Стефчо, нашиот градоначалник, рече дека тревка нема да фали, меѓутоа тој најверојатно тоа го сваќа како нема да фали тревка, ама врз тревката ќе ставиме бекатон, нема да ја корнеме, ама ќе ставам бекатон. А секое злостоство против зеленилото обично почнува со технички интервенции. Се менуваат урбанистички планови, се оттуѓува јавниот простор, а потоа се делат тендери на приватни инвеститори. Навидум тоа изгледа така интересна, атрактивна идеја во интерес на граѓаните, меѓутоа конкретно за овој плоштад тука што е во Карпош, местото каде што е планиран е сосема погрешно, тоа затоа што прво се наоѓа на јужна страна од стамбен простор, значи вие нели и го лишувате тој голем простор нели од зеленило и создавате еден простор кој што многу повеќе зрачи топлина. Исто така не прави доволно голема заштита од бучавата која што доаѓа од партизански одреди. Карпушани се будни на секој звук од багер и не го даваат лесно просторот на кој им пораснале внуците. Со општината имаме разидување од естетска природа. За нив бетонот и плоштадите се убавина. Нам убавини се парковите и зеленилото. Вториот момент е што нивниот естетски концепт сакаат насила да го спроведат. Третиот момент е молкот на надлежните институции и инспекцијски органи. Самиот чин на насилно спроведување на прескапи проекти за кои граѓаните со месеци се противат, не е само голо отсуство на демократски капацитет на локалната власт, туку индикатор за можна корупција која треба да се истражува. Но се чини дека советниците на општина Карпош наместо интересите на граѓаните ги одбраа интересите на градоначалникот. На секој предлог да се смени макар педа од земјата во Карпош, градоначалникот е немоќен, доколку советот не изгласа промени. Овие луѓе, од доктори, биохемичари, правници, па се до големи имиња од бизнисот, како собственикот на Неуромедика Емил Угриновски, одлучуваат за еднината на Карпош. На идеја на општината, а со нивен намин, веќе се склучуваат договори за изградба на згради и плоштади. Да почнеме од плоштадите. Повеќе од 30 години децата од Карпош и Тефталиџе се играа во овој парк, но сега наместо зеленило и дрвја, овде ќе има бетон. Општината реши да гради плоштад. Иако е нејасно која е потребата од толку плоштади, за нив веќе се доделени тендерите. Двата плоштади, оној спротив Гоце, а другиот во Карпош 4, ќе ги гради фирмата Лутарико. Само тие два ќе чинат 713.000 евра. За едниот од нив доделени се два тендери за поставување опрема и хортикултурно уредување на фирмата Link Media Plus. Интересно е што и оваа фирма е на истиот собственик, Ѓорги Вуков. Па така, Вуков со Лутарико добива тендер за да гради плоштад, а со Link Media за да го украсува. Вуков во јавноста беше актуелен во 2009 година, кога медиумите објавија дека општина Центар одлучила да му додели тендер за новогодишно украсување, иако истовремено против него финансовата полиција поднела кривична пријава за затајување на данок. Господин Јакимовски, во Карпош на повеќе локации каде сега има зелени површини и паркови се градат плоштади, Карши, Гоце студентскиот, во Карпош 4 на други локации. Зошто? Кој го бара ова од вас? Не се тоа плоштади, тоа се паркови, тоа е на барање на граѓаните. Тука и претходно постоја шеталишта, кое што шеталиште, како што можете да видите, не се сече ниту едно дрво, секое дрво постои, напротив, правиме хидранска мрежа, поставуваме и фонтани, поставуваме нова современа урбана опрема, која што е најсовремена, натаму поставуваме нови канделабри, се со цел граѓаните на општина Карпош да имаат повеќе места кои што тие ќе може да се среќаваат и да се дружат. За коментари ја контактиравме и фирмата Лутарико, но до објавата на сторијата не добивме одговор.
Двете фирми на Вуков се најдоа во топ 7 фирми кои добиле најмногу тендери во Карпаш во 2015 година. 7 најголеми добитници се фирмите Euro Invest ING Тетово, Ескаватори МК, Лутарико Скопје, Елтра Скопје, Елинг Link Media Plus Скопје и Bauer BG. Овие фирми добиле 44% од вкупната вредност одвоена за јавни набавки од оваа општина, која изнесува 3.140.000 евра. Општина Карпош има 60.000 жители и вкупен буџет од 33.714.000 евра. 9,3% од буџетот на општината е одвоен за јавни набавки, што значи дека секој жител одвоил по 50 евра за истите. Ако едни градат плоштади, а Дора, Настел и други фирми градат огромни стамбени зданија. Овој стамбен комплекс ќе се гради пред Алумина, помеѓу населбите Козла и Тафталиџа. Земјата е веќе дадена на инвеститорот Настел. Нераščистените имотно-правни односи и незавршени постапки за денационализација на земјиштето не беа пречка за општината да дозволи ваква грамадна урбана промена. Се работи всушност за 4 вида проблеми. Првиот е од процедурална природа, бидејќи тој дуг беше донесен среде новогодишни празници без пристојна јавна расправа, а очигледно е дека граѓаните не се согласуваат со тие дупови. Втор проблем е имотно-правните односи, затоа што се појавија собственици кои што тврдат дека не е испочитувано нивното законско право над тој имот. Трет проблем е еколошкиот, затоа што се бетонира просторот, се уништува струењето на воздухот, осонченоста и така натаму. Значи се создава еден сериозен еколошки проблем каде што треба речиси цел еден мал македонски град да влегува и излегува со коли од едно уличе. Така што тоа не знам како можеле да дадат дозвола некои стручни луѓе на такво решение. 1000 нови станови и илјадници нови жители ќе дојдат со овој огромен стамбен комплекс на Настел. Но не е само Настел. Нови згради се спремаат и во Тафталиџа. Едниот комплекс предвидува социјални станови. Тука се буквално социјални станови. Мислам, замислите социјални станови во Тафталиџа на единствената паркова површина во радиус од километар и пол, социјални станови. Мислам, малце тешко за верување, од друга страна, па и да се социјални тие станови, ние имаме разбирање за луѓето кои што немаат свој стан и свое место за домување. Но ова не е местото за тоа. Граѓаните се решени оваа паркова површина да ја зачуваат. А другиот инвеститор ќе гради зграда на местото на маркетот Грана во Тафталиџа, повторно на проблематична земја. Дојдоа са вајле општина Карпош да го рушат објектот. Значи објектот бесправно се руши, се води постапка пред суд за овој објект, се води постапка за денационализација. Значи со се се запознаени, меѓутоа не знам со која сила доаѓаат и ги рушат. Граѓаните се жалат дека градоначалникот прави урбано злосторство, наместо да ги решава нивните приоритети. Како на пример, оваа градинка за деца сместена во барака стара повеќе од 60 години. На булевард Теодосиј Гологанов веќе почнате на голема плоштад да се прави што ниту некој го бараше, ниту некому треба. Општина Карпеш беше веројатно единствената урбана скопска општина каде згради и куќи се поплавија за време на августовските поплави, поради немање соодветна канализација според бројот на жители и стамбени објекти. Затоа граѓаните во новите згради не гледаат само нечи профит, туку и закана за нивната безбедност, и по живот, и по имот. А зашто е ова приоритет за општината? Нема ли други приоритети? Еве, например, во Карпош има една градинка која што во Тафталиџа која што е барака повеќе од 60 години. Имаше исто така и доста граѓани кои беа поплавени во Карпош токму заради несоодветна канализација. Зошто е приоритет градени плоштади? И вие тие што кажувате лажете дека има несоодветна канализација во општина Карпош. Приоритет во општина Карпош биле канализациите. За овие 7 години се изградени 30 километри фекални атмосферска канализација. Можете да соберете други 10 општини нема толку фекални атмосферски канализации направено. За градинката во Тафталиџа веќе е распишан тендер и направен извонреден проект. За градинката во Тафталиџа еден веќе е изготвен проект. Меѓутоа оваа година не стигнавме, наредната година ќе се изврши реконструкција. А нема реална причина зошто би се правело ова. Зашто очигледно е дека граѓаните на тие населби се против. Значи, тоа е против нивниот живот, против нивниот интерес и против нивното право на здрав живот кој што е со устав загарантирано. Во Скопје, на 1 хектар треба да има од 250 до 400 жители, а денес има најмалку 800.
што според нормативите за трусни и подрачја е недозволиво. Техничките прописи велат дека во случај на мал потрес, расипана инсталација или прскање на водовод, жителите треба да можат 2 до 3 дена да живеат во својата околина, додека не се санира штетата. Да не дојде до ширење во случај на пожар, да не се затруба слободниот простор, ако пак удри силен земјотрес, да има пристап за механизација, брза помош. Тие прописи мора да се почитуваат. Ние само доградуваме и надградуваме. Ова во 2004-та го рече познатиот македонски архитект Живко Поповски. Денес, во 2016-та, визијата на урбаните злостурници низ Скопје продолжува да се проширува и надградува, во размери кои може да чинат и живот. За жал, приоритет на профитот овој пат дава и општина Карпаш.